Мојата процедурална забелешка повторно се однесува на непочитување на член 89 и 90 од Деловникот, односно репликантите ниту се обидуваат да исправат нешто што наводно било погрешно кажано, ниту пак говорат на прашањето кое што е тема на претресот. Со други зборови, цело време слушаме дека имаме некоја постизборна криза која што била предизвикана со постизборни измами, имаме повикување од колегите и колешките од ВМРО ДПМН дека треба да се вратиме на нормалниот тек на функционирање на државата, да продолжат економските проекти, да продолжи да се гради болницата во Штип и така натаму. За клиничката болница во Штип ме интересира да продолжи да се гради проект кој што е доделен врз основа на криминален тендер и кој што се гради спротивно на законите. Минатиот пат говорев за тоа. Видете, ние во овој момент имаме една ужасно блокирана држава. Тоа нема да биде подобро. Како што напредува времето, така касата ќе се празни, така локалните власти нема да може да ги извршуваат своите овластувања и ние од една блокада во институциите ќе се префрлиме на една фактичка блокада во реалноста каде што буквално нема ништо да можеме да си завршиме. Меѓутоа претпоставувам дека тоа го знаете. Не знам дали тоа го очекувате и дали се надевате дека ќе се случи. Меѓутоа бидете сигурни, ќе знаеме кој е одговорниот за таа ситуација. И би сакал да споменам, имавте деноеви уште едно соопштение, како партија излеговте, во кое што не обвинувате дека ќе воведеме двојазичност, ќе воведеме промена на знаме, на химна и грб, федерализација на државата, промена на името по грчки тек. Уште еднашка, јасно и гласно, промена на името по грчки тек нема. Двојазичност како што вие ја замислувате нема. Федерализација нема. Промена на знамето, химната и грбот нема. И за крај, нема да има нови предвремени парламентарни избори организирани од оваа влада, бидејќи оваа влада не го представува легитимитетот на граѓаните повеќе. И почитувани колеги и колешки, со денови ве слушам како се расфрлате со зборот предавство, предавници, патриоти и така натаму. Се извинувам, меѓутоа стварно мислам дека не знаете што значи патриотизм. Не е предавство да протестираш за тоа во што веруваш. Предавство е власта да ја посветиш на криминал и на лично богатење на сметка на джебот на граѓаните. Предавство е да се закануваш со војна и да се закануваш дека народот ќе се дека граѓаните ќе се пресметуваат едни со други по улиците. И за крај најголемо предавство се изборните измами кои што ги имате спроведено и со помош на кои дојдовте на власт. Вие долго време не сте легитимни и не ја представувате волјата на граѓаните на Република Македонија, а сигурно не ја представувате и сега со 51 пратеник. Победник е тој кој што ќе направи мнозинство 69, по кој знае кој пат ви кажувам, е повеќе од 51. Благодарам.